Сметам дека навистина она кое што е презентирано досега е дека од прво до трето одделение одиме со физичко присуство, заради тоа што станува збор за првите 3 години во кои што е потребно да имаме описменување, развојна моторика и тоа во светот и кај нас секогаш е подобро да се случува со физичко присуство. Додека погорните одделенија, согласно препораките и протоколите на комисијата, е подобро да дадат со онлайн настава. Секако дека малите подрачни училишта, оние кои што се да речеме во руралните средини, кои што имаат комбинирани паралелки до 10 деца од прво до четврто одделение, исто така поднесуваат сега барања до владината комисија за да започнат со физичко присуство. И средните училишта кои што се стручни и технички, тие практичниот дел треба да го изведуваат со физичко присуство, другиот дел од општонаставната програма треба да изведуваат онлайн. И сега сметаме дека ова е начинот кој што ќе го направи тој баланс. Ние сите знаеме дека е најдобро со физичко присуство, но па епидемиолозите велат што ќе се случи ако почнеме со физичко присуство сите наеднаш и се затвориме за 2 недели, а такви искуства има и во регионот. Еве сега последно гледам во Израел. Што ни се случува? Дека отвараат и веднаш имаме 400 да кажеме или 500 деца заболени и се затвараат училиштата. Ние сакаме да одиме постепено.